Здраво на сите, јас сум Дијана од Цивил и ќе ве поздравам сега и во име на Цивил, но ќе си дадам за право и во име на Општина Центар, со која што соработувавме во текот на целиот проект заедно за подобра иднина. Денеска сме тука собрани, како што знаете, да ја еве и да ја прославиме, да го прославиме на еден многу скромен начин завршувањето на последната фаза од проектот со Општина Центар, а тоа е конкурсот за ликовни творби на тема мултикултурализам. Значи, учениците од неколку училишта во Општина Центар, како што сте дојдени тука, како што и ги видовме, направиле многу убави слики на тема мултикултурализам. Само да додадам дека овој проект се реализираше и се работи се уште во соработка со Министерството за надворешни работи и европски прашања на големото војводство Луксембург. Со Општина Центар од почетокот на проектот до денеска имавме неколку средби и неколку убави настани и ова е последниот. За да преминеме нели кон следното, јас сега ќе го поканам градоначалникот на Општина Центар, господинот Горан Герасимовски со својот говор, а потоа и Џабир Дерала, председателот на Цивил Центар за слобода. Благодарам. Почитувани ученици, родители, почитувани представници на Цивил, го поздравувам овој проект кој дава силна поддршка на европските вредности и мултикултурното општество. Вашето мото заедно за подобра иднина е одраз на она за што и ние како општина се залагаме. А тоа е промоција на еднаквоста, почитување на другиот без оглед на етничката и верска припадност. Честитки до учениците кои добија награди за ликовните творби на овој конкурс. Им посакувам уште многу вакви признанија, а на сите нас квалитетен соживот преку вакви проекти кои ги спојува нашите млади генерации. Ви благодарам на одличната соработка и одличниот проект кој што заедно го спроведовме. Честитки уште еднашка на нашите ученици за преубавите цртежи. Се гледа дека сте вложиле и доста труд во истите. Честитки од мене. Ви благодарам, градоначалник. Добар ден на сите, јас сум Џабир Дерала од Цивил. Тоа е невладина организација која се занимава со човекови права и слободи. Веќе 24 години. Морам да кажам дека цртежите и сликите што ги видов кога дојдов овде ме трогнаа и во исто време ме направија многу голем оптимист. Зошто? Заради тоа што вие сега апелирате до иднината и во неа одите вие. Вие ќе ја наследите оваа земја, вие ќе ја наследите оваа планета. И вие ќе ја водите и оваа земја и се што подразбира живот на оваа планета. Вие ќе бидете лидерите, лидерките и лидерите кои ќе му дадат иднина на овој свет. Мене ми е жал што дел од мојата генерација ви остава малку тежок свет за раководење, но верувам, гледајќи ги овие визуелни пораки, дека пред нас има подобра иднина, која вие заедно, сите заедно, ќе ја градите и ќе ни одржите нам лекција за тоа како се живее заедно, и како се гради едно општество заедно, и како се гради една подобра иднина од она што можеби во овој момент ви се чини, слушајќи ги и гледајќи ги вестите, за кои знам дека возрастните не се доволно внимателни и не ве чуваат доволно од нив. Меѓутоа, морам да кажам дека сум горд што сум дел од овој настан денеска и гледајќи ги овие слики и цртежи, пак ќе кажам, научив нешто денеска. Научив нови работи, нови пораки и ви ветувам дека и јас ќе ги носам и во срцето и во умот од денеска па натаму. Ви благодарам многу.